Македонското еколошко друштво во соработка со јавното претпријатие Национални шуми ги промовираше новите информативно-туристички табли за заштитеното подрачје Осоговски планини, што се поставени на просторот во туристичкиот центар Пониква. Под мотото Осогово и лично и различно, таблите содржат општи податоци за заштитениот предел, неговата геолошка и биолошка разновидност, како и интересни податоци и факти за туристичката понуда во регионот. Се реализираат поголем број на активности поврзани со новоформираното заштитено подрачје заштитен предел Осоговски планини. Всушност, јавното претпријатие Национални шуми е назначено за управувач и ние како Македонско еколошко друштво им помагаме да го постават управувањето и исто така да одговорат на потребите за означување на истото, што е всушност законска обврска. Поставувањето на информативните табли на Осогово е поврзано со поставување на информации за тоа каде се наоѓа точно заштитениот предел во просторот. Презентирани се на карта границите и зоните на заштитеното подрачје, но самата карта има и туристичко-информативен карактер. На нејзе се нанесени сите позначени планински патеки, велосипедски или планинарски, па нели и голем дел од нив се нели како шумски патишта, но истите се реално представени во просторот. На самата карта се поставени исто така информации за културно-историските знаменитости во подрачјето, како и сите оние потребни информации на еден турист или посетител на Осогово или пак локалните жители да знаат каде има чешми, видиковци, од друга страна нели некои значени локалитети кои што треба да бидат посетени и така натаму. Активностите се реализираат во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, Телото за управување на заштитеното подрачје Осоговски планини и Програмата за зачувување на природата во Македонија. Таа е координирана од Фармахем Скопје, а со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Комуналното претпријатие Водовод ги известува граѓаните и другите корисници на вода од градскиот водовод во Кочани дека внедела ќе има целосен прекин во водоснабдувањето. Прекинот ќе биде во периодот од 8 до 17 часот. Причина за тоа се градежните работи за преспојување на реконструираниот дел од главниот цевковод во близина на бунарскиот систем Градовски Орман. За реконструкција на 2250 метри од цевководот, Општина Кочани од државниот буџет доби 44,5 милиони денари. Финансиската помош ја додели владата по пренамената на средствата за изградба на карго аеродромот кај Штип. Вкупната должина на цевководот е 5 километри, а во првата фаза од пред 10 години беа реконструирани околу 1 километар и 300 метри. Цевките на потисниот цевковод што досега се користеа беа со просечна старост од 4 децении, а поради дотраеноста често се случуваат дефекти и загуби на големи количини вода. Со реконструкција на главната доводна линија, водовод ќе може да го обезбеди максималниот капацитет до потрошувачите од 285 литри вода во секунда. Детската амбасада Меѓаши од Скопје дава целосна поддршка на граѓанската иницијатива против аерозагадувањето во Кочани. Истовремено ја осудува злоупотребата на децата во активности што се поврзани со промовирање субјекти кои ја нарушуваат животната средина. На средба со членовите на иницијативниот одбор за здрав живот во Кочани, председателот на детската амбасада Драги Змијанац го стави својот подпис на петицијата со која ќе се бара поддршка од странските амбасади и другите меѓународни институции против континуираното загадување на воздухот во Кочанскиот регион. Правото на живот е елементарно право кое секој дете треба да го има и согласно состојбата во која се наоѓаат децата во Кочани и загадувачот кој го труе здравјето на децата, сметаме дека оваа иницијатива треба да ја поддржат граѓаните на Кочани, а исто така изразивме револт и згрозување по вчерашните информации кои ги добивме, каде што децата беа изманипулирани, злоупотребени со високо морална свест од страна на децата да го пошумуваат градот и многу е активистички, еколошки, би рекол и детското учество во пракса, меѓутоа кога забележавме дека се носат мајци од главниот загадувач во Кочани и тоа е во спрега со директорот и локалната самоуправа, сметаме дека е неодговорно и бевме разочарени, моравме да реагираме и дојдовме денеска тука во Кочани да дадеме поддршка на граѓаните да го кренат гласот,
за да се стават не само мерни станици, туку и да се заштити елементарното здравје на децата, односно да се помогне да контролата која ќе направат и притисокот од граѓаните, главниот трујаш би рекол на градот Paper Mill ги стави под контрола состојбите врз основа на притисокот што ќе го направат граѓаните на Кочани. А тоа не само мирна станица, туку е и да не ги стават децата во таква ситуација да се чувствуваат злоупотребени и манипулирани. Од детската амбасада Меѓаши нагласија дека за решавање на загадувањето во Кочани мора многу поактивно да се вклучат Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина. Во она што тие веќе го доставиле до Комитетот за права на децата е дефинирана состојбата со здравјето на најмладите и на исправноста на воздухот. Оттаму се очекуваат препораки што ќе бидат обврзувачки за целата држава, со што ќе се направат притисоци за да се подобри екосферата. Од детската амбасада Меѓаши го осудија злоупотребувањето на децата во акцијата за пошумување, што општина Кочани ја реализираше со поддршка од компанијата Paper Mill. Работењето на општинските и јавните служби во Кочани генерално добива преодна оценка од граѓаните кои се корисници на услугите. При тоа тие упатуваат и забелешки и препораки што треба да влијаат врз подобрување и унапредување на меѓусебната комуникација. Главно тоа се однесува на понатамошно унапредување на транспарентноста и отвореноста на одделни сегменти од службите што директно се насочени кон граѓаните. Од надлежните општински органи се бара да ја консултираат јавноста при носењето на одлуки и решенија што ја засегаат по широката заедница, ова особено околу урбанистичкото и комуналното уредување, но засилени се и барањата за заедничко договарање на начините за заштита на животната средина, како и напредување на правата на ранливите категории граѓани. Од мини анкетата што ја направивме со граѓани на Кочани, заклучок е дека тие се повеќе користат електронската комуникација и социјалните мрежи за информирање за работата на јавните служби, но и за упатување барања, сугестии или забелешки. Ја со општината контактирав преку Facebook и пишував за хигиената, односот према вие собствениците на миленици, пишував за нив, пишев за овие некролозите, пишев за семките што ги фрлаат по улициве, така натаму, за повеќе комунални проблеми, пишев за премените преку женска пруга, меѓутоа некој чита, некој не чита и така. Не сме баш добро информирани од локалната самоуправа, со некои сознанија што ги имаме од таму, што имаме некои луѓе што членуваат од во граѓанска иницијатива, имаме некои сознанија, имаме некои, но не се 100% отворени. Значи, кажуваат, даваме поддршка на ова, даваме на она, на загадување, на друго, на трето, но не се отворени со луѓето. Добро е да сега иде, добро е се. Слушаме на телевизија и што прочитаме на Фейсбук. Така, дома сме си, иначе пензионери сме. За разлика од електронската комуникација со јавните служби, граѓаните истакнуваат дека многу поретко се одлучуваат да побараат директна средба со локалните власти или со одговорните во врска со прашања што ги засегаат, а најчесто контактите се телефонски. Транспарентноста на локалната самоуправа на Кочани во изминатиот период е оценета како значително унапредена, а информациите за работата и проектите што се реализираат се добиваат од веб страницата и од профилите на општината. Позитивна оценка во комуникацијата со граѓаните има и за комуналното предпријатие Водовод, особено преку социјалните мрежи. Тоа се однесува на профункционирањето на Центарот за односи со корисниците, што беше отворен во средината на јуни минатата година. Мотивирањето на младите роми и на жените ромки да го задржат своето работно место, да размислуваат за професионален и кариерен напредок и да предонесуваат за подобрување на животните услови на семејството и на локалната заедница се клучните цели на теренската кампања за задржување на работните места кај ромите во Кочани. Кампањата ја реализираат компанијата Делтекс заедно со Сдруженијето Национален ромски центар, а со поддршка на WeEffect. Под слоганот "Сигурна работа за сигурен живот" се едуцира ромското население дека со задржување на работното место може да обезбеди редовна плата, здравствено осигурување, пензиско осигурување, како и можност за напредок на работното место. Исто така можат да се искористат и разните финансиски инструменти од банките.
Компанијата Deltex работи со ромската заедница и со сите вработени да се мотивираат за да ги задржат своите работни места и кога има пазарна потреба да вработи нова работна сила. При тоа се нуди пробна работа, обука за нововработените за стекнување вештини, како и можност за напредок, велат од компанијата Deltex. Од Националниот ромски центар истакнуваат дека неопходно е да се реализираат различни активности кај младите роми и жените ромки за разбирање на важноста од животна стабилност преку трајно вработување и кариерен раст, како и развој и во текстилната и во другите индустрии подеднакво. Го организираме овој јавен настан, при тоа, значи, повикувајќи ги сите лица кои што се и невработени, кои што барат вработување, да го побарат своето вработување во текстилната компанија Deltex, со која што нели во заедничка соработка го спроведуваме овој проект. Во одна што од податоците од терен кои што значи ги имаме е дека веќе постои интерес од страна на лицата кои што се невработени а барат вработување да се вработат, како и лицата кои што веќе се вработени, значи сакаат да си ги задржат своите работни места. Со овие активности партнерите во проектот ќе се борат против стереотипите, маргинализацијата и дискриминацијата на ромското население, што придонесува за намалување на можностите за вработување и кариерен раст и развој. Кампањата со слоганот "Сигурна работа за сигурен живот" е дел од проектот Организацијски развој на Националниот ромски центар и подобрени способности за вработување и предприемништво кај ромите, особено кај жените и младите, што е подржан од Шведската организација за развој VEFECT и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој SIDA. Активностите се во рамки на проект што се фокусира на зголемен развој, приходи и вработувања за руралната популација, особено на ромите, жените и младите на целните пазари. Очекуваниот ефект од проектот е социоекономска зајакната ромска, женска и млада популација во руралните и полуурбаните средини. Такси компаниите од источниот регион на државата постигнале заеднички договор за цените на услугите кон корисниците. При тоа на последниот договорен состанок бил донесен заклучок за известно намалување на надоместокот. Според него, наместо 70, одлучено е да се наплаќа по 60 денари за старт, а за секој нареден километар останува по 15 денари. Со оглед на честите промени на цените на моторните горива, таксистите одлучиле во иднина да имаат поголема флексибилност во цената што тие ја наплаќаат. Тоа значи дека доколку Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за повторно драстично поскапување на дизелот и бензинот, тогаш и надоместокот за такси услугата, односно стартот, ќе се покачи за соодветен процентен износ. Во случај пак цените на горивата да паѓаат, тогаш и таксистите ќе поевтинат цената за старт, па дури можно и до ниво што беше претходно. Според заклучокот од состанокот, целта на ваквата постапка е да се заштитат самите компании од загуби и нерентабилност во работењето, но истовремено да им се овозможи на граѓаните да ги користат услугите без драстично да им се зголеми трошокот за нив. Со постигнатото усогласување се очекува джентлменско почитување на заклучоците, односно сите компании во регионот да возат според истите правила.